Жалосно е што одредени политичари се уште се во романтичен занес со национализмот, па дури ги етнизираат и човечките животи. Обидите да му се стави етничка дамка на Сейф Сити нема да успеат, порачува премиерот Христијан Мицкоски. Во одговор на пратеничко прашање повторно порача дека остануваат одлучни овој систем да започне со имплементација, по цена дури да падне владата, бидејќи единствена цел е поголема безбедност во сообраќајот и што повеќе спасени животи. Политичарите кои што се во романтичен занес и мислат дека ако ги етнизираат и упокоените, кои што за жал го загубиле својот живот поради сообраќајни незгоди, треба да се гледаат низ оптиката на етничката припадност. Оваа влада е одлучена да овој проект биде ставен во функција се со цел да спаси човечки животи, без тоа да води математичка, статистика и така натаму, кој од која етничка припадност е. За пратеникот од коалицијата на ДУИ Скендер Реджепи Зейд проблем бил и законот за правична застапеност, кој откако ги помина филтрите на Венецијанската комисија треба да пристигне во собранието. Според него и да бил совршен овој предлог закон, сепак не бил доволен. Не постои таков механизам со кој што може да се одредува оти, го нема тоа ни во лична карта, ни во извод на родени, ниту во работна книшка, во никаков документ не постои можност на определба на етничка припадност. Затоа велам, граѓаните треба да знаат, не да е добар, совршен да е законот за правична застапеност, пак не е доволен. Мицкоски вели дека одредени политичари нема ништо да добијат доколку се обидуваат на секое прашање да стават етнички предзнак. Посочи дека ќе се води сметка за правичната застапеност, а тој ќе бил личен гарант за тоа. Немало да се дозволи некој да се миноризира или мајоризира. Квалитетот на луѓето без разлика од која етничка припадност доаѓаат треба да биде клучен и да биде приоритет. И тоа е практично темелна уставна вредност. И тоа е практично дел од меѓународните резолуции и конвенции. Јас жалам што упорно ги етнизирате прашањата. Жалам што не излеговте од таа матрица после толку време. Реджепи Зейд ја коментираше и работата на Уставниот суд во овој дел. Мицковски возврати дека нема да ги коментира нивните одлуки, потенцирајќи дека е факт дека актуелното мнозинство во Уставен е избрано во време на претходната влада, а не во оваа.